Морам да се навратам наназад да доловам точно за цела ситуација. Значи, добро позната локација на сите жители на општина Кавадаци, стариот објект Ла Луна, дискотека со некако времен објект кој што беше и за базен отворен, кој што не е у функција повеќе од 15-20 години, една рурирана состојба, напуштена средина, а најатрактивна во општина Кавадарци. По програмата која што имавме и предизборна, успеавме заедно со службите во овие 3,5 години да тука се аплицира нов детален план, да донесеме таа урбанизација која што моментално во Министерството за транспорт и врски, да го рушиме објектот кој што беше веќе напуштен објект, да очистиме ова средина и заедно со владата преку Агенцијата за млади и спорт, да Агенцијата за млади и спорт тука изврши тендерирање за изработка, односно за градба на нов затворен пливачки базен. Ова локација општина Кавадаци е благодет што ја сочува, што не ја отуѓи на било кој друг начин, а сега уште поголем благодет е што ја стави во функција, пошто и градскиот парк и стадионот на општина Кавадаци фудбалскиот ќе бидат заедно во функција со пливачкиот базен. Пливачкиот базен ќе биде од јавен карактер со инвестиција преку владата, што спомнав, и Агенцијата за млади и спорт, во корист на сите жители на општина Кавадаци, а поготово во делот на образовниот систем, каде што понатака општина Кавадаци ќе се земе за обврска по физичко воспитување, да стави редовни часови за обука на пливање на деца од општина Кавадаци. Меѓутоа, овој базен ќе може во слободните термини да работи и комерцијално. Мислам дека правата ситуација која што беше ова локација да ја искористи е токму тоа, базен, со понатамошни моменти во делот на доградба за спа центар, паркинг и сите останати попратни елементи кои што е да ги има еден градски базен. Колку ќе чини оваа инвестиција? Инвестицијата на општина Кавадарци е во делот на донесување на урбанизацијата, во делот на отстранувањето на објектот, се до вадење на градежната доска. Целокупната инвестиција за градба на објектот ќе биде на владата преку Агенцијата за млади и спорт. Наша неофицијална информација дека е околу 36 милиони денари од прилика да се изгради овој затворен пливачки базен. Ова што го гледаме сега отстранувањето на објектот и сите други работи се донацијски средства од компанијата Асмашини и Јами, кои сакам лично да го заблагодарам, што испаднаа во престрес за да можеме да имаме чиста подлога за градба на нов базен.